Дали е сега Мицика платеник на Бекстел и Енка, Бекстел и Менка, Артан Груби, на Дуи, на Калето, на амбасадата на САД, на амбасадорката или на САД. Или е платеник на подизведувачите на Бекстел и Енка, или е нивни платеник. Они го плаќаат за овој да не го блокира проектот. Чи платеник е Мицика? То сум да ја видим изјавата денеска на Мицковски, зашто бил клучен и зашто морал да се гради. И Косово и Македонија се земји кои што не излегуваат на море. Ние имаме една предност географска затоа што сме природна раскрсница на два многу важни европски коридори, тоа е коридорот 8 и коридорот 10. Коридорот 8 е пред се важен за најголемата воена структура во историска смисла на зборот, тоа е НАТО алијансата, има за цел да ги поврзе Црното и Јадранското море. Така што оваа наша географска предност е секако предност и за Косово, бидејќи сме соседи, бидејќи сме тука. И придобивките од тоа може да се почувствуваат и тука, посебно кога станува збор за трговијата. Исто така и во енергетиката. Го завршуваме тендерот за изградба на интерконекторот со Грција. Тоа ќе значи дека следен фокус треба да ни бидат двата северни интерконектори, кои што планираме да ги градиме во периодот кој што следи. Едниот од тие е поврзување со Косово, така што мислам дека на тој начин ќе може Косово да почне да употребува и природен газ за производство на електрична енергија. Но исто така до тогаш можеме да имаме, би рекол, исклучително квалитетна размена и соработка во делот на размената на електрична енергија, друг тип на минерални суровини, кои што во одредени периоди од годината нас не недостасуваат, а во Косово ги има, би рекол, повеќе од тоа што треба и обратно. Во одредени периоди кога Косово... Ево, Жарко ми пиша, Петар Савика, Мечко овој учи од тебе, ти ова го збореш уште пред 2 месеци. Ова сме збореле пред 2 години веќе. Така е, сме го зборели пред 2 години. Првиот момент кога почна да го градат Бехтел и Енка и кога се даде, се потенцираше изградбата на железничката пруга по коридорот 8, ние кажавме дека ова се случува заради војната во Украина. Затоа што на НАТО му е потребно. Арбен Муртезани вика, Мечка Ирлија тунелот за поврзување на Тетово и Призрен на кафе одење таму 40 минути. На море за 3,5 сати и помал и пократко. Така да, нели коридорот 8 требаше да значи формирање на голема Албанија, улеснување на патот на отцепување на Западна Македонија и припојување со Косово и со Албанија. Мислам, такви тези се пуштаа во јавноста за сега да дојде Мицковски. Не бе, дај најди кога што збориме ние за коридорот 8 дека е потребен, дека е сите салтанати и за коридор 8 и за коридор 10 А инаку, дај пушти... Чисто да видиме што сме збореле ние и нас не викаат тогаш ВМРО-вските ботови, нас не викаат дека ние сме биле за американците. За американците сме биле предавници, платеници, Груби не плаќал. Истото што сме го збореле ние тогаш, сега го збори Мицика од Косово, брат. Да. И сега дај само за Јоги Бер пушти му го скриншотот за трговската размена помеѓу Македонија и Косово. Ајде. И морам да потенцирам дека ова е старо 2022 година. Тоаш практично Косово уведе протекционистички мерки кон Македонија затоа што имаше голем дефицит во трговијата со Македонија. Сега овој дефицит е драстично намален и тоа го потенцираше преска и Курти на пресконференција. Значи они очекуваат да дојде пола милиарда некаде трговската размена. Овие бројки упатуваат тука на некои 300-400 милиони. Еве. Косово најмногу извезува во САД 131 милион евра. Втора поред е Македонија со 117 милиони евра. Најмногу увезува Косово од Македонија со 200 најмногу увезува од Турција со 839 милиони евра. Македонија е шеста со 281 милион евра. Така да, ние тука ништо не измислуваме, ова е се подкрепено со факти. Со тоа што потенцирам дека оваа трговски дефицит
во трговската размена е намален во корист на Косово. Да. Ова е пред 2 години. Значи, што е интересното? Интересно е што Мицика, брат, не Мицика, луѓето, брат, што веруваа на Мицика дека он е тој кој што ќе ги запрел коридорите, дека тоа биле криминали, дека он ќе бил против ова, против она, против голема Албанија, против поврзување на Тетово и Призрен за изформирање на голема Албанија. Какви идиотски тези беа тоа? Какви имбецилни тези беа тоа? И сега истото што го кажува Мицика сме го кажувале ние овдека у емисија, ама истото го кажувал и, например, ај пушти го. Ај сега ќе видите кој го зборел ова. И сега ми е прашањето, дали ВМРО-овските, ДПМН-овските, тоест, ботови, сега ќе му викаат на Мицко дека е платен од Груби. Бидејќи по ова што го збори, начинот на кој што ги објаснува овие проекти и ги оправдува, мислам дека е платен од Груби. Како тоа бе, ние бевме не знам каквите платениците. Мицика сега што е? Не збореле они едно пред избори, друго после. Како не збореле? Како не збореле? Како не збореле? Па да не збореа ќе немавме ние што да збориме во емисија. Како не Да не збор... правеа така. Да. Они Наки вика како ги извозе маестрално. ама како бе пети за овој народ пети, многу тешко да го извозиш. 87-9 IQ, шо? Со 83 IQ, ако имаш ќе ги извозиш. Ај пушти го да видиме што зборел Груби. Ова ја го сметам како коридор на НАТО. Замислете конфликтот во Украина, колку ќе беше полесен логистички за помош од страна на Европската унија и САД ако го имавме коридорот 8 и поврзувањето од Средоземно море, Јадранско па се до Црно море со Украина за транспорт и на сили и на вооружување и на помош и на сето друго што е потребно за да се помогне на украинскиот народ таму и ова е веќе потврдено и од страна на НАТО и од страна на нашите сојузници дека е од есенцијално значење да се изгради коридорот 8. И Косово и Македонија се земји кои што не излегуваат на море. Ние имаме една предност географска затоа што сме природна раскрсница на два многу важни европски коридори, тоа е коридорот 8 и коридорот 10. Коридорот 8 е пред се важен за најголемата воена структура во историска смисла на зборот, а тоа е НАТО алијансата, има за цел да ги поврзе Црното и Јадранското море. Така што оваа наша географска предност е секако предност и за Косово, бидејќи сме соседи, бидејќи сме тука. Чекај бе, како викаше ти Мицко, кај што одел Артан Груби, сега ти газиш? Не беше така. Обратно. Не беше така. Знам дека не беше така, ама... Чекај. Ама малце он така не рекол изгледа. така, он не рекол така, он ништо што... Ајде да видиме дека не викал така. Ај за Бехтелот, стварно, шо викал за Бехтелот? Да бе, пушти го тоа. За Бехтел Енка пред и потоа. Па после ќе го видим уште еднаш код саботата да се потсетиме дека он не прави така. Христијан Мицковски ти е карактер као Христијан Голубовиќ. Пластелин. Христијан Голубовиќ и Христијан Мицковски. Исто. Чекам малце. Само да ги... Уште сега да каже, не Тина Тарнер, уште сега да каже со фон дер Лајен вежбав му теретана. Ама не е гавче со Хилари сквадрон. Клинтон ја видов. Ја улазим у теретану, кад тамо Хилари Клинтон. Диже тегове. Уеку короне. Уеку короне, брат. И долази ова славјанка, министарица ни е пустила Да. инспекција. Значи како така? Јадам, како се вика, јадам бифтек, кога влага еден со пиштол ме пука и ме промаши и го погаѓа бифтекот. И ја викам, убио си ми бифтек. Чекај бе малце.
Дали истото го збори Мицкоски што збореше Артан Груби пред 2 години? Исто, овдека дури Истото ли? Исто, Дури поубаво го објаснува. Овдека дури со поголем пиетет го објаснува. Најголемиот, најмокниот сојуз на светот. Да, со поголем пиетет. Па како што збори? Дали е сега Мицика платеник на Бекстел и Енка, Бекстел и Менка, Бехтел и Енка, Груби, Артан, Артан Груби, на Дуи, на Калето, на амбасадата на САД, на амбасадорката или на САД? Или на сите, ЦИА? или сите горе наведени. Чив платеник е сега Мицика? Или е платеник на подизведувачите на Бехтел и Енка, кои што, нели, си договараат одредени проценти. Или е нивни платеник, они го плаќаат за овој да не го блокира проектот. Чи платеник е Мицика? Не знам дали е био пијан или дрогиран, али нормалан био ние. Сашо Ристовски вика уф под Б. Пушти го видеото. Ајде да видиме Бекстел и Менка. Јасно дојде демантот од амбасадата на еден од овие два стратешки партнери. Good afternoon. It is just so wonderful to be here with Josh, with the Prime Minister, with the Deputy Prime Minister, the Director, so many members of Parliament and mayors, all here in support of this terrific program. Ние отворивме најмалку 10 дилеми изминатиот период, кои што се поврзани со овој договор, за кои што сметаме дека се криминални и дека се историски криминални. Да се заблагодарам на сите градоначалници од овој регион, на пратениците кои што ја поддржуваат работата на компанијата, на незината екселенција амбасадорката Агелер, на вработените во Бехтел и Енка, на Джош кој што континуирано не информира и работи заедно со нас во прогресот на овој проект. Дури јас би рекол дека според влијанието кој што го имаат овие проблематични делови од договорот се поголем криминал од времето на транзицијата, кога практично десетици, би рекол стотици илјади наши сограѓани останаа без работа. Значи, дојдени сме сите овде денеска за да го видиме прогресот во реализација на проектот кој што е на Бекстел, кој што изведува Бекстел и Енка. И ако на тоа се додадат врските кои што се произлезени од договорот за надзор и супервизија, каде што имаме компанија која што произведува долен веш, а треба да надзира ваков капитален проект. Ние сме сега еден чекор пред Бекстел и Енка. Така да веќе нема да плаќаме толку пенали, туку напротив Бекстел и Енка ќе треба да не прати нас. Дури јас би рекол дека според влијанието кој што го имаат овие проблематични делови од договорот се поголем криминал од времето на транзицијата, кога практично десетици, би рекол стотици илјади наши сограѓани останаа без работа. И на вистина мислам дека долго време Македонија не видела да почна да се градат два автопати во рок од една недела, а за брзо време ќе гледаме и завршени и експресни патишта, и автопати, и железнички решенија. Абе, Агелер исто клима како тој што климаше кога викаше Мицко дека е криминален. Не, чекај сега малце. Поголем криминал е од тогаш, или сега вие го направите да биде помал криминал од транзицијата, па сега окей. Нема најакој ше градоначалников на Прилеп е и на отварањето на Бехтел и Енка на патот и на протестите против Бехтел и Енка. Тоа е, мислам, тоа е невидено лудило. Значи, не е више, немам веќе простор да дадеме политичка квалификација за ова што се случува. Значи, лудо е да протестираш против Бехтел и Енка и утре да бидеш на отварањето на патниот правец кој што го гради. Пази ја многу глупавата Велко ќе ти одговор. Пази ја глупавата теза на Мицика, брат. Криминален, покриминален од транзицијата. Сега, каков е? Они во рок од 2 недели почнале 2 автопати да се градат. Немој бе зашто лажете бе, тие 2 години се спремаат. Вие доаѓате на почнати автопати.
Ама они почнати беа. Они лопатка да фрлат. Почнати беа. Ви знам дека беа почнати, ама они само огномети гледаа на алфа тогаш, не гледаа дека се работи и сега прогледаа дека се работи и више не е тоа магија, веќе е тоа реалност. Чега му одговорам на Петар Младеновски. Мечка и Мичо вика извинете што ќе ве прашам едно тешко прашање и ни намигнува. Вели дали сакате албанците да бидат на власт во Македонија, да ги почитувате повеќе, прашалник. Јас не ги сакам албанците, секаде ги има, се ни земаат прашалник. Значи вака, кога имаш еднозначено малцинство како што е албанското во Македонија, имаш две опции. Или ќе ги интегрираш во сите институции, ќе имаат можности да добијат и премиер. Например, не знам дали знаеш дека Барак Обама стана председател на САД, а црното малцинство во Америка е 13%. Значи не е ни приближно до албанското малцинство во Македонија. И се имаш ти две опции. Или ќе ги интегрираш во сите институции, или ќе им дозволиш да се гетоизираат, како што тоа го прават Влен, со паралелни институции како Албанска академија на науките, и еден ден тоа ќе доведе до федерализација на државата и поделба. Како Или сега човек што опусти прашањето? Петар Младеновски. Или ќе им Петар дозволиш Младеновски. да ги носат сите функции и да се покажат со квалитет. Ја не викам дека треба некој да дојде на функција за да Може да му албанец или одговорам ја македонец. за да ти одеснам и на тебе? Ако не, ја Глупо ти е суштината му ја прашањето. кажав. Глупо ти е прашањето. Ама тоа не е изборот. Значи многу ти е глупаво прашањето. Затоа што прашањето ти е дали вие сакате албанците да станат власт, а не зашто. Прашањето е дали вие сакате албанците да се на станат власт. Албанците Со Влен. се на власт. Со Влен се. И немој да поставуваш такви, не се тоа тешки прашања. Тоа се low IQ прашања. Тоа се прашања на луѓе што немаат идеја што да прашаат, луѓе што не знаат што ги интересира. Тоа е прашање за луѓе кои што не знаат што со животот. Тоа е прашање на луѓе кои што не знаат што бараат, што сакаат. Луѓе кои што по суштина не знаат за подобро. Не знае дека може улиците да бидат подобри, а водоводот подобар, градот подобар, околината подобра. Луѓе кои што не знаат како изгледа добар правен систем, добра економија, добри плати, се занимаваат со прашања како твоето.